Продолжуваме со серијалот Македонија земја на Божјата мајка или Светот на Божјата мајка, овој пат со поднаслов 9 причини Грција да го смени името. Како и во претходната емисија, овој пат ќе продолжам со своји анализи и со своји мислења, за разлика од претходните емисии, кога повеќе се трудев да изнесувам факти, а гледачите да оценат кој и што е што на овие простори. Лично сметам дека името не е проблем, затоа што и да сториме. И да го смениме името, и да го смениме идентитетот, нема да биде доволно. Се додека постои овој македонски народ, кој го говори овој денешен македонски јазик, нашите јужни соседи и нивните моќни сојузници нема да останат мирни, нема такво нешто да прифатат. Целта ми е тој да го докажам низ оваа емисија. Ова од проста причина што нашиот јазик го содржи кодот кој што го дешифрира минатото, како што видовме, сите писмени дела, сите топоними, хидроними, мисоними, ороними, теоними, лични имења, божествени имења, сите се разбирливи со овој денешен наш македонски јазик, се разбири на другите словенски јазици, денес така наречени, некогаш венецки. Тоа е тоа што нив им смета. Кодот кој што го дешифрира минатото, за кој тие поставива монопол. Затоа што тој им руши теоријата за постојбината, но и на носителите на древната цивилизација, за која што не сакат ни да чујат да настанат некакви промени. Да видиме што е тоа што на нашите јужни соседи им смета околу нашето име. Па бараат да го смениме. Тие сметаат дека древните македонци биле грци и само на грците им припаѓа древната македонска историја. Градењето споменици и користењето на древните македонски символи, тие го сметаат за провокација. Веднаш да им одговора. И да сакале, древните македонци не можеле да бидат грци. Од проста причина, што тогаш грчка држава не постоеше. Првата грчка држава е од 1830 година, односно 1832 година и никогаш порано. Кој тврди спротивното треба да каже на која територија се простирала таа држава, кој им бил главен град и барем еден крал да посочат. Такво нешто нема. Да случајно можа да дзирнат од негде Александар и Филип, што сега се зборува за нив и која етногенеза им се припишува, јас мислам дека во гроб би се превртеле. Ако мислат пак на данајците, односно ако мислат дека древните македонци биле данајци, и тоа не е возможно. Видовме данајците се дојденци од 8 век пред нашата ера, нивно доаѓање опишано во делото на Есхил, во трагедијата на Есхил при бегарки, дојде во бела облека црнтен. Тие од древните македонци се разликуваат антрополошки, се разликуваат по својата генетика, по своите гени, се разликуваат по својата етногенеза, јазик, култура, писмо, религија, митологија, обичаи. Во се, ние низ овој серијал бројни докази изнесовме за тоа, нема да ги повторувам. Дури во начинот на пиење на виното биле различни. Се трудев долги години да најдам некои сличности меѓу древните македонци и данајците. Не успеав. Мала помош ми дојде од веселите творци на серијата К15. Ми дадува една идеја, може би да најдам некаква сличност, а тоа е дека нашите древни бабби, нашите древни македонки, исто како и древните данајки, може би велам, на исто сонце гаките ги сушеле. Меѓутоа и во тоа се сомневам, од проста причина што се сомневам дека воопшто ги носеле. Нека ми простат гледачи, малку да се пошегувам, да внесам малце повесела тема на овие, мислам, тема повесела на овие темни искажувања до сега. Затоа тврдењата дека древните македонци биле
Грци во најмала рака се смешни. Втора причина поради која што тие сметаат дека треба да го смениме името е фактот што со користувањето на древните македонски символи и историја сметаат дека предјавуваме територијални претензии кон Грција, за која што тие сметаат дека имаат ексклузивно право. И ова е несериозно тврдење. Не прилега на една современа и сериозна држава. Малата Македонија со 2 милиони жители, која што практично нема своја армија, да биде закана за 10 милионската Грција, за која што стои целата НАТО алијанса. Ни деца не би поверувале. Повеќе ми личи на приказната за волкот и за јагнето и како несериозно не сакам ни да ги коментирам. Нема да дам посебни обостојувања за ова тврдење. Третата причина, поради која што бараат промена нашето име, е поради тоа што името Република Македонија создава забуни во светот, поради тоа што и во Грција постои регион кој што се нарекува Македонија и во кој што живеат исто така македонци. И ова мислам дека се тврдења без основ. По проста причина што не постои во светот друга држава што се именува како Република Македонија, не постои друг народ што исто така се именува како македонци, а фактот што постои регион Грција и што тамо живеат македонци како што тие велат, кои патем речено немаат никакви права, не смеат ни да спомнат дека се македонци или да спомнат дека имаат свој македонски јазик, не може да биде основ за да бара да си го промениме името. Каква демагогија? 20 години не тормоза заедно со своите сојузници за промена на името, за нешто што во нивната држава нити постои, нити го признаваат. Смее ли некој да се изјасни како македонец и да каже дека таму има македонски јазик? Цели 150 години од основањето на грчката држава, од 1830 или 32 година, зависи кој датум ќе се земе, според правните акти, не спееше да се спомне македонското име. Ако децата прозбореа македонски, синус им се ставаше в уста, а возрастните во затвор завршуваа. Кога се наседи распадот на Југославија, тогаш тие за прв пат областа Северна Грција ја преименува во област Македонија и почна да не тормозат. Тоа преведено на еден друг случај би изгледало како да речеме романците, својата област околу Темифор, каде што живеат етнички срби, да ја преименуваат во област или регион Србија и да побараат Србија да си го смени името. Или друг пример, австријанците својот дел од својата земја, наречен Корушка, во кој што живеат словенци, да го преименуваат во регион Корушка, односно во регион Словенија и да побараат од Словенија да си го смени името. Такви примери може да се наведат во светот стотици. Што тоа би значило? Па цел свет треба да врие од спорови и цел свет меѓусебно да биде закревен. Тоа е апсурд кој што не знам како може да помине пред меѓународната заедница, како не се страми од поддршката што дава на вакви тврдења и вакви барања. Пред мене е картата на етничка Македонија. Јас би сакал да ја покажам на гледачите на телевизија Сонце. Не верувам дека некој не ја видел. И добро погледнете. Тоа е етничката карта извадена од историјата на македонскиот народ од 1969 година. На неа се гледат сите делови на Македонија, и егејскиот дел, и пиринскиот дел, и деловите кои што денес се во Србија, и мал дел кои што денес се наоѓаат во Албанија. Ова парче земја што го гледате, од секогаш се нарекувало Македонија. Уште од времето на Македон и од времето на големата мајка, па се до 1912 година. Вклучувајќи го и периодот на македонските кралства, периодот на Римската империја
периодот на Византија и периодот на турското родство. Никогаш македонците себе си поинаку не се нарекувале. Освен во периоди, и тоа не самите себе си, ако некој друг поинаку ги нарекувал, под принуда за време на робството. Промената прва што е настанува 1912-13 година со Бугуратанскиот договор, Балканските војни, кога Македонија е распарчена на 4 дела, исто онака како што е распарчија римјаните 168 година пред нашата ера. За прв пат делот од Македонија, што во Балканските војни и Бугуратанскиот договор припадна на Грција, таа го преименува во Грција. Тој дел тогаш престана да се нарекува Македонија. Меѓутоа, ово парче, денешна македонска земја, именувана како Република Македонија, од секогаш било е и ќе си остане Македонија. Овде никогаш немало Грци. Никој овде не го знае грчкиот јазик. Фактот што грците 13 година го преименуваа својот дел од Македонија што го зедоа во Балканските војни, го преименуваа во Грција, не може да биде основ да барат и од нас и ние да си го смениме името. За потврда, мермерната карта од Рим, ја погледнавме во една од претходните емисии, и картата на Птоломеите. Ние погледавме повеќе карти. Тие со времето на римскиот период ќе се види дека и за време на нивното владење овој регион е нарекуван Македонија. Грција нигде ја нема. Македонија нема проблем со своето име. Проблем имаат грците. Нашиот проблем е во нешто друго. Нашиот проблем се состои во тоа што грците не се единствените кои што имаат проблем со името. А јас би рекол нешто друго. Не со името, туку со јазикот. Па, што е причината што им смета јазикот и кои се тие други на кои што им смета македонскиот јазик? Причината ја видовме. Тоа е кодот што македонскиот јазик го содржи, кој што го дешифрира минатото, да не го повторувам, да не ги заморуваме гледачите. А кои се оние што им смета? А тоа се дел од големите, мокните европски држави, на чијешто територија некогаш се наоѓаше Венедотија, со значење Венецка земја. Оние на чијешто територија некогаш се наоѓаше Мала Бригија. И ја видовме во книгата Букворот од Маргарита Китан Ивановска, книгата од Мане, од пред 160 години, Историја на Мала Бригија или Историја на Мала Бретања, донесена од Сорбона, во која што децидно се тврди дека тие се потомците на бригите од Македонија. Бригите видовме се пелазгите, од родот на венетите во 6 век преименувани во Словени. Видовме Илијадата, најстариот и најзначајниот еп во древноста напишан на тој бригиски јазик. Потоа, тоа се оние територии на подрачјата на мокните европски земји, како што е Трина Крија, што би значило, тоа е остров, на 3 крака, самиот збор кажува, на 3 краја, од 3 на Крија. Остров на 3 краја, на 3 крака, со 3 крака. Потоа, оние што имаат, ја имаат и се уште имаат областа Венето, Пелазгија, Лидија, Ликија, Фригија, Карија. Зошто се овие области во минатото значени? На сите овие простори живееја венети. Видовме кои се венетите. Јорданец уште во 6 век, германскиот историчар кажа дека тоа е синоним за словените. Се најстарите словени. Тие оставија своји живи сведоци до ден денес. А тоа се топонимите, хидронимите, нисонимите, оронимите, теонимите, личните имиња. Низ целиот Медитеран. Овие области се протегаа од Мала Азија до Британските острови. Денес ни трага, ни глас
ни буквата В од Венети, ни буквата С од Словени. Што стана со овие луѓе? Каде отидоа? Каде исчезнаа? Земите на кои што се наоѓа, денес ги нарекуваме лука на европската цивилизација. Но цивилизирани земји. Зарем е можно да е сторен геноцид? Можеме само да претпоставуваме. За погроми, за потопи не сме слушнале. Затоа и велам, јазикот е проблемот, не името. Сета наша судбина, сета наша вистина, сето она што денес ни се случува, може да се види и разбере само од еден неколку минутен инсерт од серијата Корени, која што на македонските простори се емитуваше пред 30 години. Па јас ќе ја замолам режијата уште еднаш да ја пушти, па да ја прокоментираме. James, your name is Toby. I want to hear you say it. Your name is Toby. You're going to learn to say your name. Let me hear you say it. What's your name? Kunta Kinte. When the master gives you something, you take it. He gave you a name. It's a nice name. It's Toby. And it's going to be yours till the day you die. Now, I know you understand me, and I want to hear it. Again! I want to hear you say your name. Your name is Toby. What's your name? Kunta. Lord God, help that boy. They're gonna whip him dead. What's your name? Say it. Toby. Who are you? Say your name. What's your name? Toby. Што може да забележиме? Ова е времето на колонизацијата, времето на моќните колонијални сили, кога моќниците, цивилизираните се разбира, со бродови идева во Африка, со мрежи како да се работи за диви животни, ловеа млади црнци способни за работа и ги носе на своите полиња да им бидат робови. На инсертот го видовме младиот Кунта Кинте, од кого што джелатот со камшик сака да изнуди, да се изјасни, да каже, да заборави од каде, да заборави кој е и да си го каже своето ново име. Се разбира и да го навечи својот нов јазик, прикладен на територијата каде што е доведен да робува. Што е разликата од денешниот случај со Македонија? Се е исто, само го немат желатот со камшикот. Затоа ги имаме посредниците, медиаторите, олеснувачите, кризните групи. Но да бидам искрен, ги имаме и домашните измекери, кои што не убедуваат дека треба да направиме се, да ги удоволиме барањата на нашиот јужен сосед и нивните моќни сојузници, да се само избришеме, да заборавиме кои сме, да заборавиме од каде сме, да го заборавиме собственото име и да си најдеме друг јазик. Буквално идентично како во овој инсерт, идентичен случај со овој
млад црнец доведен од Африка да робува на полињата кај своите нови господари. Ете што ни подготвуваат. Демографските процеси на Балканот в последните 180 години, тоа само може да го потврдат. Погледнете само некоја постара географска карта од Балканот или некои постари пописни тефтери од турските архиви, ќе ви стане јасно зашто што зборува. Но да не идеме толку длабоко. Да го видиме нашето поблиско минато. Во живо свекавање кога цел свет се крена, вклучувајќи и НАТО алијансата, во Хрватска, во одбрана на хрватите, а финалето кое беше? Што се случи? Остана Хрватска без православното словенско население. Цел свет се крена да го заштити Косово и косоварите, а што се случи? Остана Косово без православното словенско население. Тоа православно словенско население во континуитет постепено исчезнува. Не само во овие краеви, него и во Црна Гора, во Македонија, во Бугарија. А бога ми, демографските процеси, демографските промени почна и во Грција. Затоа моите упатив апел на моите православни браќа во Грција да се замислат малце. На овие простори империи раснеле и паѓале. Гледаме, доаѓаат некои нови империи, па се всушност старите, за сега само економски. Од запонатака ќе видиме, не се веќе главните играчи на Балканот, грците, нека си се подзамислат малце. Не замислат што ќе им се случи после 20, 30 или 50 години. Може би во потешка ситуација од нас ќе бидат. Се чини дека на Балканов може да се биде протестант, може да се биде католик, може да се биде муслиман, но никако православен. Едноставно, словенските народи на Медитеранот и сега на Балканот, на Медитеранот веќе ги снема. Некако како со магичност тапчи исчезна. Немаше погроми, немаше преселби, а ги нема. Едноставно се чини ние сме европските индијанци. Затоа сакам да подвлечам неколку паралели. Паралели со индијанците во Америка, исто и со маите и со инките на тие простори. Што можеме да забележиме? Какви сличности? Овие народи во Северна и во Јужна Америка исчезнаа, ги нема на историската сцена. Меѓутоа, тие не исчезнаа во меѓусобни војни, со меѓусобно истребување. Тие исчезнаа благодарение на растечките цивилизации. Исто како и венетите на Медитеранот, така и овие народи во Јужна и Северна Америка исчезнаа благодарение на цивилизираните европјани. Тие ги избриша од историската сцена. Прво за мајките и за инките кажаа дека биле диви, неписмени, така речи човекојаци ги представија. Меѓутоа, што се утврди подосна со археолошките истражувања и ископувања во 19 и 20 век? А тие простори, нивно културно наследство, што тие древни народи, инки и маи го оставија на тие простори, прекрасни архитектонски изданија, прекрасни градови, прекрасни уметнички дела, пишани дела, досега невидени новија простори. Невидена стара цивилизација со илјадници години пред Христа. Па која е разликата со нас овде на Балканот?
Нели и нас не представуваа варвари, диви, неписменци, дојденци, натрапници, освојувачи на овие простори. А што гледаме ние сега во последно време, откако Македонија се осамостојува, откако почна слободно луѓе да истражуваат, кога почна да се преведуваат древните автори, кога почна археологијата малце повеќе да се користи. И ние овде откриваме древни театри, и ние овде откриваме прекрасни изданија. На насловни страници на светски научни списанија ќе најдеме Македонската куќа од Породин, со дневни спални соби, со камини уште 5000 години пред Христа. Гледаме, го најдовме каменот од Розета, го најдовме Кадмо и Лин во Охрид. Што гледаме? Охрид центар на писменоста не од 9 век, многу порано. Која е разликата од маите и одинките? И нас ли не чека истата судбина? Затоа се плашам од овие цивилизираните. Да не се лажеме, затоа името не е проблем. Очигледно во ЕУ и во НАТО не сакаат, да не сакаа, до сега ќе го решеа тој проблем. Да беше проблем името, за 5 минути ќе го решеа. 20 години ни удираат заушки за тоа проклето правосудство. Не било реформирано. Не сме биле правна држава. А правна разбраска на овој бесмислен спор со Грција не ќе ни да слушнат да има. А тие што ја создадова Повелбата на Обединетите нации, Универзалната декларација за човековите права, тие ја создадова Европската конвенција за правата на човекот. Што во нив има? Во нив се децидно наведени условите за прием на нови членки во Обединетите нации. Таксативно се наброени. Тоа се императивни норми. Правниците знаат што тоа значи. Никој нема право ни да одзема, ни да додава нови услови. Надвор од Повелбата на Обединетите нации нас ни се наметна нов услов, кој што не е предвиден во Повелбата. Затоа јас велам дека таа времена спогодба е надвор од одредбите на Повелбата на Обединетите нации. Не треба да има никакво правно дејство. Затоа во една емисија препорачав да се извести Советот на безбедност дека времето на трајањето на спогодба од 10 години е изминат, дека нема резултати да се продолжи постапката за прием на Македонија во Обединетите нации според одредбите од Повелбата. Во Универзалната декларација и во Европската конвенција за човекови права децидно е дадено, наведено и загарантирано правото на поединечно и колективно право на лично самоопределување и изјаснување и правото на лично име. Кој за ова се грижи во Европа? Зашто бегат од правната разврска? Нас ни приговарат дека немаме правна држава, а не сакаат одредбите што самите ги донесуваат да ги применуваат. Повеќе од јасно дека не е проблем во името, дека на тие го користат само како средство за притисок. Јас би рекол и за закана. Ако не си го избришеме името да не снајде она што ни го кажува дестабилизација. Очигледно го промовираат правото на силата или правото на посилниот. Затоа би бил среќен ако во овие мои проценки се лажам. Затоа, доколку навистина, доколку сум се излажал своите проценки, навистина е проблем името. Решение има. Затоа во оваа емисија, и јавно, преку екраните на телевизија Сонце, го давам овој јавен предлог. Сите да го чујат. За разрешување на овој бесмислен спор. Бидејќи времената спогодба меѓу Македонија и Грција од Њујорк е двострано обврзувачка. Македонија веќе направи се, го промени уставот, го промени знамето, нема веќе каде. За идентитетот и за името не се разговара. Уште помалку да се преговара. Затоа нешто треба да преземе
Грција. Спорот може да се реши и на поинаков начин, не само со промена името на Македонија, а може да се стори и со промена името на Грција. Затоа јас предлагам два начина за разрешување. Првиот веќе го кажав, а тоа е Грција наједноставно да го промени својот устав, да ги внесе во него како уставна категорија македонците, да ги внесе во пописните листи и да го признае македонскиот јазик. Никакви забуни веќе нема да има. Како и во секоја држава, како што регулирани малцинските права и кај нив ќе бидат регулирани. Ако тоа не им е доволно, и ако не сметаат дека така треба да се реши, еве им по-оригинален предлог. А тоа е Грција да го смени своето име. Да исправи грешката од 1832 година и себе си да се именува како Јужна Македонија. Тогаш веќе нема да има никакви забуни во светот. Никој веќе не ќе може да ги меша регионите и народите. Затоа постојат 9 силни причини и јас за секој од нив сакам да кажам по нешто. Прво и основно, самите грци денес велат, тоа се искажување на нивни врвни политичари, да не ги именувам, познати се на јавноста, тврдат дека во Грција има 2,5 милиони македонци. Друг политичар ќе рече, секој грек се раѓа и умира како македонец. Јас не ги спорам овие нивни тврдења. Уште повеќе, би додал дека не 2,5 милиони, него повеќе од 8 милиони жители на денешна Грција се потомци на древните македонци. Зашто ова го велам? Ние имавме прилика, зборувајќи за Хомеровите епови за Тројанската војна, да видиме, да покажеме, да докажеме пред македонската јавност дека Хомер во своето второ пеење, втората песна, во пописот на бродовите, јасно кажал дека хелините, гајците, аргејците, мирмидонците се пелазги. Нивни водач е Ахил, најголемиот јунак во Тројанската војна, кој му полага жртви на пелазгискиот бог Дзе. Грците го викаат Зевс. Овиди Насон во своето дело Преобразби видовме децидно кажат дека на Троја тргна 1000 бродови и сите пелазги. Исто и со Херадот, кој што не само за овие, и за дорците посредно кажа дека се пелазги, да не шиниме сега многу на кој начин тоа го изведовме. Добро го објасниме во претходните емисии. Па ако сите ахајците, хелените, аргејците, дорците се пелазги, што останува? Остануваат само данајците од грчката етногенеза. Данајците видовме дојдени во 8 век пред нашата ера, нивното даѓање опишано во трагедија Данајски прибегарки, дојдо во бела облека, црн тен. Антрополошки се разликуваат од пелазгите. Ако погледнеме, ако отидеме, секој што бил во Грција денеска ќе забележи дека најголемиот дел од грците, моја слободна проценка негде повеќе од 80%, се со белтен, потомци на пелазгите. Па кои се пелазгите? Тоа се пеластите. Самата етимологија на зборот пеласти зборува за тоа. Тоа се беластите. Во стручната јавност тоа е објаснето. Објаснивме и ние во изминатите емисии. Македонците видовме дека се дел од тоа големо пелазгиско јадро. Децидно тврдење, децидно искажување имавме кај Херодот и кај Јустин, да не ги наведувам другите. Па ако мнозинството се вели потомци на пеластите, на беластите, на македонците, со гордост можат да го носат името Јужна Македонија. Денешните грци имаат право да знаат кои се. Името Грција не им кажува кои се, како што тоа кажува името Македонија. Името Македонија со милиони им обстанува. Доволно еден збор да кажеш. Тоа е најстариот народ, најстарата држава, библиски народ. Меѓутоа, ќе спомнеш Грција, тоа е ново компониран поим од 1832 година. Како тие да дознаат кои се? Затоа не им требаат ниту политичари,
ниту историчари не треба да се фрлат раздори меѓу народите на Балканот. Секој сам за себе дома нека си застане во Грција пред огледало, нека се погледне и веднаш ќе знае дали е потомок на древните пелазги, на древните македонци или на древните данајци дојденци од Египет. Бидејќи има повеќе од 80% потомци на древните македонци, уште еднаш ќе потенцирам со гордост, треба да си го прифатите името Јужна Македонија. Другата причина, поради која што треба да го сменат името, е фактот поради тоа што никогаш, ама буквално никогаш, пред 1832 година не постоеше грчка држава. Кој го вели спротивното, треба да докаже на која територија се протегаше, кој беше главен град или барем еден крал. Доказ имаме и од поновата историја. 1814 година Востаничкиот комитет на Грција за ослободување од турското робство упати писмо до европските лидери кои што има конгрес во Виена. Тоа е 1814 година и се обратија со барање за помош за ослободување од турското робство. Знаете што одговори европските лидери? Која е таа грчка држава, кој е тој грчки народ? Тие не знаеа. И нормално немаше таква држава да тоа. Никаде не беше спомнуват народ Грци пред тоа. Затоа, ако смета дека денешните Грци, ако и натаму смета дека денешните Грци некогаш биле македонци, внимавајте, свесно имам денешните Грци некогаш да биле македонци, затоа што македонците не можеле да бидат Грци. Тогаш со гордост треба да си го прифатат името кое што им го предлагам. Со промена на името се стекнува основ и право да си го променат и знамето. Наместо ова денешного што асоцира на нордиските, стекнат со можност да си го прифатат древното, исконското, ако се уште го сметаат за свое. Со промена на ово име, ќе стекнат правото и тие да се нарекуваат библиски народ. И во Библијата од постојните народи со исто име од денешниве се само македонците. Само Македонија. Ќе престанат причините за криење или прикривање на старите текстови, старите записи, старите символи, кои што досега грците не ги вадеа на виделина. Со тоа ќе си ја збогатат и својата историја, историјата на Македонија. Ќе можат со гордост да вратат старата, исконска топонимија, хидронимија, нисонимија, теонимија, што ја оставија древните македонци, а тие во 1926 година со декрет ја забранија. Ако е нивна, треба да се ја вратат и да се гордеат со нејзе. Ке се создадат услови за враќање на личните имења на македонците, на кои што после делбата на Македонија од 1913 година им беа сменети, исто така со декрет. Ке се создадат услови за враќање во Грција на избеганите нејзини граѓани, протераните во граѓанската војна. Се разбија и услови за враќање на нивните имоти. Тие ги изгубија своите имоти, беа протерани заради тоа што не сака да се иземнат како грци пород. Престануваат сега со промената и немето тие причини. И на крај, најважниот и можеби најсилната причина за промена на името е фактот што со тоа ќе престанат делбите и раздорите на Балканот. Еднаш за секогаш. Тоа мислам дека ќе биде најголемата придобивка. Со тоа ќе се создадат услови и по тој пат да тргнат и другите наши соседи кои се чувствуваат како македонци или кои што сакат да пригрбат дел од тоа древно македонско цивилизацијско наследство,
и тие да се применуваат, може би во источна или северна Македонија, тогаш уште повеќе веќе се засилуваат овие мои тврдења за престанок на сите делби и раздори на Балканот. Затоа не треба многу, треба само два услова. Грците да се извинат на македонците заради прогоните, заради тортурите, заради забраните на нивниот јазик, лични имиња, заради промените на топонимијата и слично. И се разбира да го признаат древниот македонски, а се разбира и сегашен наш јазик, венецки во 6 век применуван во словенски. Како европска цивилизирана држава, се чинам нема да им биде тешко. На крајот би сакал да упатам неколку препораки. На моите православни браќа во Грција да се замислат од демографските процеси што се одвиваат на Балканот. Спомнав, нема да повторувам. Империите раснели и се враќаат, не се веќе тие главните играчи. Да чуваат Македонија како зеница во окото, за да се сочуваат себе си. Нели го сторат тоа, нема ли да се чуваат себе си. Може би ќе ме разбират подосна, но се плашам да не им биде доцна. На нашите сограѓани, албанците, велат се потомци на илирите. Ако е така, и на дарданците тие велат дека се потомци, тогаш и со нив сме браќа. Некогаш во древноста имавме исти јазик. Херодот, книга 1 глава 196, децитно кажа, илирите биле венети. За илирските венети зборува во својата прва книга од историјата. Како на вистински сограѓани, сакам да им препорачам да не ги прифаќаат овие настојувања, овие проекти на земите кои што живеат од воено профитерство и да ги поддржат македонците во нивните надчовечки напори да си го сочуваат своето име и својот јазик, својот идентитет. Од секогаш сме живееле со нив заедно на овие простори, треба и понатаму да живееме. Се надевам правилно ќе ме сватат. Една препорака до Европската Унија и до НАТО, до нивните представници во земјава. Пресудата од Хаг дојде. Сите ја знаеме која е. Времената спогодба склучена со грците, сите ја знаеме. Таа е двострано обврзувачка. Македонија се ги исполни своите обврски. Го смени уставот, го смени знамето. Обврската на Грција е само да не ја попречува Македонија во евроатлантските интеграции, макар и под референцата ФИРОМ. Затоа, господата од ЕУ и од НАТО, дека имаат на ум дека пресудата од Хаг ги обврзува и нив, и тие имаат обврска да направат напори таа да заживее во дело. На следниот самит на ЕУ и на НАТО да се погрижат прашањето за прием на Македонија во овие институции да се стави на дневен ред. И не само да се стави на дневен ред, него да се побара гласање и да се гласа, да ја изгласаат, бидејќи децидно кажа Македонија ги исполнува условите, се чека само на договор за името. Па еве ви го спогодбата од Њујорк ја имате, Македонија ги исполнува условите, грците се обврзаа дека нема да не попречуваат во тоа, изгласајте ја и спречете ги несаканите последици, спречете ја дестабилизацијата што ја најавувате. Не ли го сторите тоа, ќе бидете соучесници во таа дестабилизација. Меѓутоа, внимавајте да не го промашите датумот. Тоа да биде на денот на одржувањето на самитот на ЕУ и на НАТО. Не порано или подосна, кога ќе биде бесполезно. Ако тоа не се случи, и на овие последни самити кои што следуваат, односно наредни самити на ЕУ и НАТО,
следуваат. Не се случи тоа. Имам препорака и за нашиот државен политички врв, и за председателот, и за премиерот. Уште од сега да почнеме да си бараме нови пријатели и нови економски асоциации во кои што ќе ги остваруваме своите економски интереси. Со тоа го завршуваме овој серијал. Проектот Македонија мајка на светот не завршува, ќе продолжи и понатаму. Веднаш или можеби со една мала пауза. Со други учесници се разбира. Тука и јас ќе бидам со свој повремени емисии, а напролет продолжуваме со еден нов серијал со малку поинаква содржина. До тогаш, довидување и благодарам.